слушнавме каква е состојбата и во неколку од општините, од каде што утрово имавме линковски вклучувања. Граѓаните се жалат, бараат решение за овој проблем. Хуман третман е неопходен, но исто така и стратегија за решавање на проблемот. Меѓу стратегиите се и кампањите кои што ги организираат од јавното предпријатие Лајка. Една од нив токму ќе промовираме и ова утро. На гости ги имаме во студиото 3 на Македонија наутро Адмила Пишева, директорка на ЕПО Лајка, и Стуле Вилковски. Јас мислам дека нема кој ни ве познава, препознава кога станува збор за бездомните животни, бидејќи вашата работа колку години веќе прави, независно од приказнава со Лајка. Стуле, ве паметам кога бев дете, кога снимав за Звон прилази. Така годинава правиме 16 години од постоењето. Ете. Оставивме Не, борейки одлично се изгледате, но да. за решавање на проблемот. Ајде, Билки, ќе најдеме решение никако на проблемот, ако едни од начините говорењето гласно, тоа ќе го правиме и утро во Македонија наутро. Зборуваме редовно, зборуваат и граѓаните, имавме и анкета. Граѓаните и оние кои што не чуваат миленици дома велат на вистина немаме проблем против бездомните куќиња на улица, но мора да се најде системско решение. Зборуваме многу време. До каде сме со овој проблем и со оваа проблематика? Имаме ли некои поместувањеви од последниот пат кога ни бевте на гости? Моја лична перцепција е дека нема. Нема, затоа што нема проместување, ниту пак интерес во промена на законски решенија, во изнаоѓање на мрежа и механизам на контрола за имплементација на законот, и ние притискаме понатаму со предлози за законски измени, со предлози да им се дадат поголеми ингеренции на градовите за да може да го решават проблемот. Вака се само задолжени за прашањата со бездомна популација. Реално многу малку имаат алатки во рацете за да го решават проблемот во корен. Затоа што целото, како се вика, целиот законски надлежно за сите овие теми кои што ги допираат чувањето на миленици се Агенцијата за храна и ветеринарство и други институции МВР. Значи, градот како град, како институција, реално се бави само кога комуналниот проблем е веќе настанат, односно, меѓутоа куќињата не можеме ги третираме како смет. Јавното предпријатие Лајка е обврзано да работи според закон за благосостојба на животни, закон за ветеринарно здравство и ред други, и закон за јавни предпријатија, за комунална дејност. И ние едноставно, ако очекуваат луѓето дека куќињата ќе се ерадицираат, не можеме тоа да го правиме. Меѓутоа, и тоа неколку пати кај вас овдека и секаде во јавноста сме објасниле дека во услови кога изворот на проблемот не е решен, тоа и колегата од прифатилиштето, од операторот во Куманово кажа, ние ги тргаме куќињата од улица, на нивно место доаѓаат нови. Ние не можеме во континуитет да практикуваме суровост како тоа што се правеше во минатото. Во минатото знаеме кога Вардариште беше, нели, под комунална хигиена, оператор за градот, или како да кажам, ова беше надлежен за бездомната популација, имавме огромна стапка на еутаназија. Тогаш некој во државата да ускочеше со систем или по системско решение или по некакви законски примени на законот, преку казни за неодговорно сопствеништво и така натаму. Ние можеби проблемот ќе го решивме затоа што тогаш огромен број од куќиња се еутаназира во еден долг период. Така што видовме, сега сме сведоци дека нема помак, дека куќиња и повторно има. Значи, еутаназијата не е проблем во услови кога ние имаме едно комплетно беззаконие и безредие во тоа кој чува куќе, кој продава куќе, кој купува куќе, каде завршуваат леглата, дали се микрочипирани леглата, дури ако сите ќе ги измикрочипираме, има ли одговорност, тој што ќе го се повикували на одговорност и дали глобите се соодветни и дали постојат за некој што ќе напушти куќе, ќе напушти цело легло, што произведува, да кажеме, опасни куќиња, биолошки опасни, нели не збориме за нивната бихевиористика сега, кои што завршуваат на улица, куќиња производ на борби со куќиња, значи на некои други незаконски действија. Генерално, нивото на благосостојба, разбирањето на благосостојба на животите и обврските на граѓаните во врска со тоа е на многу ниско ниво кај нас, и освен едукативно вака, ние, волонтери, здруженија, сега јавното предпријатие на град Скопје Лајка,
Веројатно, не знам, ќе поттикнеме ние со нашата работа и други. Еве гледам Хачико убаво работи, почнува барем да работи фино и го следат нашиот пример сите, што значи хуман третман на секое куќе да му се даде можност да се вдоми и така натаму. Ние ја правиме едукацијата. Јас не гледам од друга некоја страна да се прави притисок или да се апострофира или иницијатива или да се апострофира проблемот. Едноставно си течат работите како што се. И било така, не знаеш како, земи добар пример од странство, но и за да го земеш добриот пример од странство, веројатно треба да најдеш модел како да го имплементираш тука. Од што зависи решението на проблемот? Волјата на политичарите, недостиг на пари, што е посреда? Па веројатно комбинација од двете. Пред се мислам дека одреден период до сега немаше волја да се променат некои законски решенија, некои претходно беа сменети, меѓутоа увидуваме дека треба да се сменат уште повеќе законите, бидејќи имаме ситуација кај што имаме нерегулирана трговија со животни. Значи, вие можете на пазар 3 на било каде да купите миленик по ефтина цена, при тоа тој што го продава миленикот не е обврзан да биде регистриран како фирма, не е обврзан да плаќа данок и така натаму, со што цената на куќињата пред се прво ја паѓаат, значи таа нелегална конкуренција, затоа што сега втора куќа кај нас малте не стана од гледувачница, има по неколку куќиња. Со тоа прават повеќе штета. Ја туркаат цената на куќињата, ја прават достапна за секој што може што сака да земе куќенце, меѓутоа добар дел од тие граѓани што земаат куќиња се покажаа дека се многу неодговорни, па при првиот проблем ги наоѓаме куќињата на улица. Сега е период кога само во последниот период, не знам, од последниве 5-6 дена јас имам пријавено, до нас стигнаа пријави од 10 куќиња кои се породени со по 10 кучки и така натаму. Тоа се навистина огромен прилив на улиците, што ние секојдневно го добиваме, а при тоа не успеваме некако да зајакнеме пред се таа контрола и пред се да ги ставиме во законски рамки продажбата и размножувањето и чувањето и начинот на чувањето, кој може да биде одгледувачница, кој не може да биде одгледувачница. Јас само би додала на ова столе што го кажува дека немањето интерес е затоа што мислам дека е од коруптивен карактер. Едноставно во овој хаос премногу страни имаат корист. И тоа се јаки лобија, не знам, ловџи, еве вака, полулегални бридери, одгледувачи, луѓе што се представуваат како активисти, шверцери на куќиња, луѓе што се представуваат како активисти, не знам, мислам дека е и неажурност и некој што вистински не дошол во допир со проблемот, да треба да собира куќиња, дали прегазени, што викаме ние, малце драматично да ги одлепува од асфалт и да се соочува со легла на улица, не сваќа во која мера е дојден проблемот вистински. Така што нема интерес кај оние што се вистински одлучувачки фактори. Решавањето на проблемот е скапа работа, да бидеме на чисто. Добро, скапа се и глобите и казните кои што луѓето ги земаат од општините при каснување на куќе, верувам кога би имало поголема иницијатива од сите засегнати страни, така да системот тука би заштедил пари. Бидејќи кога ќе споменеме пари, од една страна велиме немаме пари, а имаме пари да даваме за податоците од испитувањата велат дека досега во Македонија од независноста до сега повеќе пари се дадени на оштета, околу 1 милион и 300 милиони евра, отколку на целокупното решавање на проблематиката. Значи, оштетите се поголеми од тоа што вложуваме во решавањето на проблемот. Тоа се едни од работите кои што можеме да ги ставиме во рубриката верувале или не за функционирањето на ова општество. Но добро, не е само во Македонија проблемот, и околниве земји се уште мачат, па дели членки на Европската унија. Што можеме да направиме како индивидуалци? Па добро, еве како индивидуалци очигледно Лајка знае, го има клучот како до полесен пристап, поубав пристап на луѓето за тоа што го работите. Една од кампањите што сега е актуелна, стани инфлуенсер за куќињата во јавното предпријатие Лајка. Да, меѓутоа секако со ова дадовме вовет во темата дека и сакаме да ви одадеме признание, организирате кампањи, работите и луѓето секогаш ама се уште има бездомни куќиња на улица. Ама кој ги пушта тие куќиња? Лајка не може толку да залови колку што ние можеме како луѓе индивидуалци да пуштиме на улица. За каква кампања станува збор?
Ние станавме малку поактивни на Инстаграм, на социјалните мрежи, во нашиот пристап да правиме видеа и за нијанса го подобривме нели вдомувањето. Така што сега исто во таа насока имаме една кампања која што се вика Биди инфлуенсер за кучињата на лајка и во сабота на 16 од 11 часот до 14 часот организираме еден настан, отворен ден кај нас, каде што граѓаните ќе може да дојдат, предходно се пријавуваат на еден линк на нашата страна, ќе видите кај настанот, може да се види тоа, и да си одберат куче, кој што ќе го промовираат на својот стори, да се сликаат, ќе не тагираат нас, и на тој начин ќе придонесат до поголема видливост на тоа едно куче, до друга публика, нели, до поголема публика, и се надеваме ќе помогнат тие кучиња кои што ќе ги промовираат да најдат дом. Ќе имаме и симпатични награди за сите оние граѓани чие што куче, односно куче кои што го промовираат, ќе успее да најде трајно семејство. Вали си најде куча? Одбра? Јас секогаш можам да си најдам. Оваа тема. Има ли место, Ване, за уште едно? Не знам. Ване е докажан спасувач на кучиња. Мислам дека секоја година по еден миленик плюс така му доаѓа. Ке треба да се отворам но она што ме интересира, колку еве овие акции не будат како граѓани и имаат ефект? Акциите имаат до сега има добар ефект акциите, бидејќи ние како прифатилиште еден од главните приоритети ни е вдомувањето, бидејќи најхуманиот начин нели да заврши целата таа приказа на кучето од улица е да си најде дом. И ние релативно добро го работиме. Значи ние околу 380 до 400 кучиња во годината успеваме да вдомиме. Значи од 1200-300 што ќе ги стерилизираме, околу 30% ги вдомуваме. Меѓутоа, од обсервациите што ги покажа нашите испитувања од минатите години и од искуството што го добиваме, е дека прирастот во Скопје поготово е околу 20%, минималниот прираст е 20% годишно. Што значи дека ние, ако изработуваме 30% од вкупната бројка на популацијата на градот Скопје, веќе за 20% таа се зголемува додека ние работиме, бидејќи има многу несовесни граѓани, има многу напуштени кучиња и така натаму, и самите кучиња што останале нестерилизирани, нели, допринесуваат до зголемување на популацијата. Така што вдомувањето оди супер, меѓутоа мораме да одиме на едукација многу повеќе, мораме да одиме на заострување на законите и на контрола на самите закони за да стигнеме некаде. Вака само ќе идеме со некој поспор ритам и целта ќе ја гледаме многу подалеку него што реално би можеле и што би требале да го сработиме. Ви благодариме за гостувањето во Македонија на утро, се гледаме во сабот. Благодариме за поканата. Благодариме уште.